Товарен криптоентузијасти, помеѓу состаноци и патувања и организирање на целиот овој мој бурен, да речем, живот со кариера, едноставно не можам секогаш да најдам доволно време за да направам она што е потребно за каналот, но и ве гледате, значи, по ходници, по сали, по каде може, се обидуваме да направиме што може повеќе материја за самата заедница од крипто во Македонија со цел да имаме појасна слика за она што моментално се случува. Така да денеска ќе пробам максимално да бидам што можам пократок, затоа што имаме некои интересни работи кои што мораме да ги соопштиме на вас, а нормално ќе гледаме од утре да почнеме со регуларна работа како вообичаено. Денеска најбитната работа која што мораме да разговараме е состанокот на FOMC, односно состанокот на Федералната резерва, кој што е денес на 14 јуни, со тоа што официјално, значи најбитните работи кои што мораме да ги забележиме сега е дека од досегашните податоци кои што ги добивме овој месец, со оглед на фактот дека Джером Пауел, председателот на Федералната резерва, кажа дека во однос на идните резултати ќе одлучат дали се уште е потребно да се подига рейт хајк, односно да се даде нов додаток на досегашната каматна ставка на ново испринтани пари, односно тоа е каматна ставка која што нормално се наплаќа за да се добијат овие пари, најчесто ова станува збор за комерцијалните банки и нормално и самата држава, владата. Така да, поентата е дали ќе треба да се зголеми за следен рейт хајк. Значи, од она што моментално го видиме, се повеќе и поизгледа дека нема да има потреба. Зошто е тоа така? Затоа што прво и најбитно е тоа што моментално невработеноста се намали за 0,3%. Односно, моментално имаме 3,7% од вкупната работна сила во Америка е невработена, што значи дека имавме скок за 0,3% во последниот месец, а тоа е месец мај, со тоа што дополнително од ваквите рейт хајк кои што досега се воспоставени, значи имаме солиден пат на CPI инфлацијата од 4,9 на 4, значи ние рековме дека 0,4 е супер, а овдека дојдовме 0,9. Тоа значи дека е многу позитивно затоа што имаме солиден пат на CPI инфлацијата. Иако, да бидеме реални, ова не е реалната CPI инфлација, ова е она што сакаат да ни ја прикажат. Но како и да е, они се водат по официјални податоци, така да мораме и ние. И кор инфлацијата исто така ще имаше пат од 0,2%, иако не е доволно, сепак е солидно со оглед на фактот дека CPI инфлацијата има солиден пат. Но кор инфлацијата е онаа која што е многу побитна, како и да е, ја разбивме онаа стагнација каде што 4 месеци се движевме помеѓу 5,6 и 5,5. Кратко појаснување, CPI инфлацијата ни ги представува сите услуги и добра, додека кор инфлацијата ги иззема услугите и добрата поврзани со прехранбената индустрија и со нафтените деривати, односно горивата. Така да, затоа и кор инфлацијата, затоа што прехранбените продукти и нафтените деривати се најволатилни, најнестабилни нормално по цена, затоа и кор инфлацијата е многу потешко да се симне за разлика од CPI инфлацијата, која што буквално од за една година практично сме ја симнале половина. Значи од 9,1 ние сме на помалку од половина, на 4 моментално, додека за разлика од тоа кор инфлацијата од 6,6, ако не 6,6 до 5,3, тоа е 1,3%, ни беше потребно цела една година за да симнеме. Така да гледате колку поголема разлика има во тоа. Но поентата е што на Фед му е битна оваа стапка, многу повеќе за разлика од CPI стапката, како и да е, на крајот од денот зголемувањето на невработеноста за 0,3%, кое што е солидно, кое што е големо, затоа што 4% е максималната невработеност до која што би си дозволиле да прават вакви глупости, кои што моментално ги прават, односно quantitative tightening. Над 4% веќе се смета за алармантно и се смета дека има проблем, има потенцијална опасност од влошување на бројот на невработени во Америка, додека во исто време нормално знаете дека мерката до која што се обидуваат да стигнат со инфлација е 2%, како за кор така и за CPI. Значи, овие 2% последни ќе бидат најтешки. Затоа што колку повеќе се приближуваме до 2%, толку повеќе економијата се закочува, затоа што имаме многу голем степен на рейт хајк, кој што моментално е 5,25% каматна стапка на се што ново ќе биде испринтано од страна на Федералната резерва. Сега, дополнително овдека мораме да спомнеме дека значи тоа е уште една интересна работа. Со подигнување на дет силингот, доаѓаме до ситуација во која што сега оние празни ковчези на трежерито на Америка, кои што треба да се наполнат со цел да може да се плаќаат тековните сметки, сега треба да се наполнат. Така,
наполнувањето се прави со принтање на краткорочни и долгорочни хартии од вредност на државата, односно bills и bonds. Така да во оваа ситуација, кога тоа се прави, тие треба да се продадат, што значи дека голем дел, затоа верувам дека дел од причината поради која што не добивме памп на пазарот е тоа што многу повеќе од луѓето се склони кон купување на овие bills и bonds, затоа што се доста лукративни, затоа што нудат, да не знам, некои 2, 3, 4%, сега не ги следам нормално, а се доста краткорочни, посебно bills, кои што се краткорочните обврзници на американската држава. Така да, поради оваа причина мислам дека да речам ризичните добра, посебно криптосекторот, страдаат поради тоа што за да го наполни моментално трежери својот ковчег, кој што е огромен, продава и нормално поголемиот дел од луѓето би се нафатиле да добијат сигурна заработка на краток рок од не знам 3-4%, повеќе отколку да заработат потенцијална добра заработка или можеби и негатива, затоа што знаете дека е доста нестабилен криптосектор. Така да дел од ликвидноста која што моментално ја одзема на криптопазарот е таа причина што ваквото поместува и на кровот на задолжувањето на Америка и дава на трежери, нивниот орган трежери, да практично сега моментално принтаат нови обврзници, кои што земаат дел од ликвидноста која што доколку не би купиле обврзници, би купиле крипто. Така да тоа е една од причините поради која што не добивме напредок на пазарот. Проблемот е што вчера јас очекував со вака добри нели значи CPI и кор инфлација, јас очекував памп на пазарот, бидеме искрени. И тоа го добивме. Сега, зошто не продолживме нагоре? Првата причина е тоа, дел од ликвидноста е земен од ова, значи од ваквото масовно продавање на bonds и bills со страна на Америка, а втората ќе поразговараме кога ќе дојдеме од техничкиот дел со биткоин на кратко. Сега битниот дел што мораме да го забележиме е што очекуваме од состанокот денес. Значи од моментално само да го отворам и вториот Fed Rate Monitor, исто така ни е битен. Значи, погледнете, моментално она што јас го кажав, на вака добри степени на инфлација, како и невработеност, јас очекувам да направиме конечно пауза, нешто што не сме го виделе веќе цела година. Истото го очекува и 93% од испитаниците на investing.com, како и Forex Factory, исто така можеме да забележиме дека имаат иста прогноза, односно гледаме дека очекуваат на FOMC, на овој состанок, да не биде покачена, да имаме нов rate hike, односно да остане на 5,25. Дополнително тоа можеме да го видиме и на DXY индексот, кој што моментално направи голем пад, значи ова е голем пад, затоа што гледате, ова не се случува секој ден на DXY, значи во текот на денот затоа што очекува да падне, че очекува да нема rate hike, веќе 0,55 0,5% е паднат индексот на DXY поради ваквото очекување. Со тоа што да го погледнеме овој состанок нормално денес, ќе можете во 2:30 попладне по источно Eastern Time, а како да го најдете? Многу едноставно. Јас ќе го пуштам овој линк во видеото, во нашата објава денеска на видеото на YouTube, и ќе може да го најдете во дескрипцијата. И дополнително, за да знаете во колку време точно, значи многу лесно е. Само запишете кога имате ваков тип на проблем, запишете го времето, запишете во која зона се наоѓа и to my time. И Google ќе го преведе буквално во ваше време, со оглед на фактот дека јас сум во Слиема во Малта, но за вас ќе биде исто затоа што се наоѓаме во иста временска зона, така да ќе биде во 8:30 попладне. Тоа е пресконференцијата после состанокот на Федералната резерва, каде што очекуваме дека ќе има задржување на 5,25%, односно дека нема да има нов rate hike. Со тоа што уште еднаш можам да напоменам дека во однос на прогнозите за оваа година, после ваквите добри резултати со инфлацијата, е променето затоа што прогнозите на Федералната резерва беа да има уште минимум 3 rate hikes во оваа година, сега е променето тоа на само еден. Значи тоа е од сега па до крајот на годината очекуваат само уште еден потенцијален rate hike, кој што не верувам дека ќе биде повисок од 0,25. Она што е многу битно за нас денеска е тоа што ваква позитивна вест може многу позитивно да делува на пазарот. Дури и вчера, ако и погледнеме традиционалните пазари, што јас постојано кажувам, гледате. Значи традиционалните пазари како S&P 500, само ќе го погледнеме тоа на соодветниот за S&P 500, значи погледнете. S&P 500 направи нов локален хај кој што буквално го помина претходниот. Ако се сеќавате она што го анализиравме последниот пат, ако погледнеме на неделно ниво, значи прво морам да потсетам дека ние точно го определивме дното и определивме каде истото ќе се наоѓа. Ако се сеќавате на месечно ниво, значи ако погледнеме од досегашната ситуација,
Значи, дали е тоа локално или макро дно, ние го определивме. Сакам да го знаете тоа дека, нели, со нашата анализа техничка точно определивме каде ќе биде. Гледате, значи со ова жолто поле и со 50% од Фибоначи корекцијата од претходниот скок, значи точно определивме каде ќе биде дното, иако тоа не мора да биде секогаш точно, но битно е да бидете повеќе од, нели, половина во право, на тој начин сте секогаш во профит. Така да со техничката анализа нормално, без фундаментална, не може секогаш да бидете во право нормално, но ви помага многу во однос на тоа, нели, да согледате и едната и другата страна пред да направите соодветна одлука што би правиле понатаму. Така да ако некој од нас послушал, ако некој од луѓето кои што ја гледаат нашиот канал послушал, сега моментално ќе имал купено буквално на самото дно и, нели, ќе се наоѓа сега дали ќе биде ова dead cat bounce или ќе биде следен bull market, останува да видиме, затоа што моментално имаме decoupling, ако можеме да погледнеме, од биткоин и од традиционалните пазари. Зошто е тоа така? Затоа што оно што многу пати го напоменуваме до сега, имаме многу проблеми во криптосферата, за разлика од традиционалните пазари, кои што се соочуваат само со моменталната ситуација на инфлација и на rate hikes од Федералната резерва. Додека криптосекторот има crackdown, значи посебен choke point 2.0 операција која што се спроведува против него, со тоа што пак ќе напоменам, ова на долг рок е во наша корист со оглед на фактот дека прво ни дава време да акумулираме, а второ прави децентрализација на криптосекторот низ целиот свет, со тоа што ќе престане да биде толку многу фокусиран во Мурика. Значи Мурика не е единствената земја на светот, тоа мораме да го разбереме. Така да, ваквиот decoupling, каде што, нели, гледаме дека перформансот не е ист на биткоин и на традиционалните пазари, е делумно и добар и во оваа ситуација лош, затоа што треба да почекаме за следниот bull market. Но корекцијата на традиционалните пазари ќе дојде многу побрзо за разлика од корекцијата на биткоин, со оглед на фактот дека нашите индикатори се многу пооладени за разлика од индикаторите моментално на S&P 500 и Nasdaq. Сега, гледаме дека позитивно делуваше ниската инфлација на Nasdaq и на S&P 500, затоа што тоа беше единствената пречка. Ниска инфлација, се очекува дека ќе има пауза на rate hikes. Официјално вие немате пречка за да купите ризични добра како хартија од вредност. И тоа моментално го гледаме. Зошто не се случува на криптопазарот? Сега ќе објасним. Значи, рековме, првата која што треба да биде нормално на S&P 500 и на Nasdaq е тоа дека, како што кажавме, трежери и понатаму моментално продава практично хартија од вредност, обврзници на државата со цел да го наполни својот ковчег. Затоа што е празен, затоа што они буквално дојдоа до нула. Сега, втора битна причина, значи уште еднаш ќе напоменам, ова мора да го проследиме вечер, очекувам пауза во оваа ситуација со нови rate hikes би значило повторно растење на пазарите, како на крипто, така и на традиционалните пазари. Значи, пак ќе кажем, истото го очекував и вчера, но има други причини кои што моментално го чуваат крипто од понатамошен напредок. Првата е спомнавме, втората ни представува моменталниот кракдаун кој што се случува низ цела Америка. За жал, Америка се уште смета за еден од центрите на криптосферата, но ваквиот кракдаун има неколку аспекти, затоа што не е во секој сегмент ист. Односно, моментално, прво што направи, тоа веќе го кажавме, ги секоја сите оние банки кои што дозволува на овие големи менувачници да имаат 24/7 банкарски on и off рампи. Со таквото сакатење, значи тоа многу го погоди криптосекторот, но не толку колку што моменталниот кракдаун се прошири на двете најголеми менувачници, како во Америка, нели, така и пошироко во светот, кои што моментално на вистина проширија страв низ целиот свет. Значи, ваквото тужење од страна на SEC, на Binance и на Coinbase, на вистина, гледате. Значи, тужбата е единствената причина поради која што ние уствари не направивме памп, како што тоа го направија Nasdaq и S&P 500 и се уште пумпаат. Значи, ние не можеме да мрднеме од место, а S&P 500 и Nasdaq со денови назад се буквално во нагорна линија поради позитивните вести на пазарот. Зошто е тоа така? Значи, ова мора да го разбереме, краткорочно е болно, но долгорочно е многу добро. Значи, ако се сеќавате, веќе спомнав ја вчера дека прво имаше сослушување на Комисијата за финансиски работи, тоа е комитет Financial Services Committee, каде што треба да се разговара. Сега гледате, значи може да погледнеме кои биле. Значи биле CEO на Avalabs, односно AVAX, CEO на Circle, односно USDC, потоа некои небитни фаци, не ја зборуваме моментално, кои се од, нели, секторот кој што нас не е битен, но се некои нивни функционери, како и да е. Идејата е, значи овој и ова ќе го ставам во нели самата дескрипција на видеото. Значи ова е 4 часа и 35 минути сослушување во кое што Конгресот, моментално оваа комисија
на Конгресот за финансиски работи одлучува што понатаму ќе се прави со криптосекторот. Многу битно, но немам време да го погледам. Дури и се уште гледам дека нема ни, да речем, преработени верзии во кои што, да речем, има многу канали кои што прават и сечоци на се тоа што се случува моментално, за да имаме некоја прецизна, концизна, кратка верзија на тоа што моментално е најбитно што се случило. Сега, кои се битните поенти кои што мораме да ги извлечеме? Моментално има страф на пазарот од типот на не се знае дали ќе имаме позитивно или негативно излагање на Конгресот во однос на криптосферата. Значи, тоа е на некој начин кога држите, знаете како ќе земете здив и во исчекување сте што ќе се случи. Истото моментално се случува и со самиот пазар. Зошто тоа така? Значи, они не знаат дали моментално ќе излезе, ќе истапи практично Конгресот после ваквите заслушувања да направи регулатива, да го казни СЕК, да почне да враќа индустријата назад, или пак ќе трне во сосема спротивна насока, со оглед на фактот дека моментално администрацијата во Америка е крајно против крипто. Уште еднаш, зошто е тоа така? Затоа што за неполни 16 дена ќе биде ролаут направен на FedNow, кој што е практично за секоја дефиниција CBDC на Америка моментално. Тоа го прават со причина, направивме видео, погледнете го пред само неколку дена, каде што објасниме дека ова е само копија на она што го направи Кина, кога го вадеше својот дигитален юен. Каде е сега овдека проблем? Не можете во држава во која што владата моментално прави се од себе си да направи ролаут на CBDC, да се надевате дека Конгресот ќе излезе со крајно позитивен крипто атитут, се разбираме. Така да поради овие причини очигледно е дека моментално нема толку голем интерес на пазарот поради потенцијално негативно излегување на Конгресот да каже дека и понатаму треба да се продолжи со овој кракдаун. Се разбираме? Сега, дали тоа ќе случи или не, не можеме да знаеме затоа што има две противставени страни во Конгресот кои што моментално се во така речено отворена војна. Затоа и сакам да го погледнам ова видео пред да направам соодветен заклучок, додека во исто време се случуваат ситуации од типот на, значи, ова е повторно Конгресот. А републиканската страна со претежно во оваа ситуација два представници на Конгресот, тоа се од посебни држави, значи едниот е само да ги најдам. Том Емер, а другиот е уствари оној кој што го поднесува, тоа е Вернер, само се обидам да го најдам неговото име, не е ни битно. Значи два републикански конгресмени поднесуваат иницијатива против Жабоков, со која што бараат Конгрес моментално да направи регулатива со која што ќе го преструктурира целиот СЕК со цел да направи СЕК да биде подложен на Конгрес, да има поголема одговорност пред Конгрес и на тој начин со тоа што ќе го одземе повторно и канцеларското место на Жабоков и ќе даде да има два директори во исто време, кои што нема да имаат ингеренциите кои што ги има Жабоков и може да прави што сака, туку ќе бидат како така речено комисија кој што ќе одлучува за целиот овој орган. Значи, по-детално ќе образложиме понатаму, само да имате генерална идеја. Значи, истиот овој конгрес може да биде про и може да биде и негативен во однос на криптосекторот, затоа што не знаеме како се тоа ќе помине. Може би конгресот ќе го прифати ова како регулатива и на вистина ќе го отстрани Гери Генслер. Тоа би било крајно позитивно, но не можеме да бидеме сигурни. Може би ќе биде одбиен и ќе продолжи понатаму оваа хајка, посебно се додека не се донесе FedNow. Значи, сакам да ви кажам дека FedNow е главна пречка моментално на целиот криптосектор во целиот свет. Затоа што, верувајте ми, FedNow е нешто големо што не само Америка, туку и сите нејзини сојузници се обидуваат да го направат, затоа што FedNow ќе овозможи 24/7 банкарски услуги, кои што на сите нив им се битни. На страна сето тоа, ова е само да сватите колку моментално е сега она што мораме да го забележиме. Ова е само краткорочната. Значи, секогаш гледајте малку подолго, малку пошироко. Зошто го велам ова? Претходниот bull market никој не ни спомнуваше крипто. Ако сте пиле во 2020-2019 година, па дури и 2017-2018 уште помалку, значи никој воопште не спомнуваше каква крипторегулатива, научна фантастика. Сега доаѓаме до степен каде што за само еден циклус во биткоин, тоа е помалку од 4 години, вие имате ситуација во која што две агенции во Америка се борат за тоа кој ќе биде одговорен на криптосекторот. Имате конгрес каде што се свикуваат итни седници поради ваквите тужби кои што моментално ги поднел Жабоков Гери против Coinbase и против Binance. Значи, тоа не е туку така, се разбираме. А зошто е сето тоа? Оваа вест треба да ви каже се. Тоа е извинувам, оваа вест. Значи, моментално Хонг Конг, ова ќе го кажам повторно.
лидерите во Хонг Конг, зборуваме финансиските лидери, го повикуваат Coinbase да се префрли во Хонг Конг. Замислете до кој степен. Значи ова треба да ви кажува се што треба да знаете за следниот bull market. Додека Америка се мисли што ќе прави понатаму, очигледно источните сили се обидуваат да превземат што може повеќе од моменталните губитоци на западните сили, посебно во оваа ситуација. И ваквата моментално препирка во однос на тоа кој ќе ги земе овие големи субјекти, затоа што да го имате Coinbase на ваша територија не е мала работа, значи наеднаш ги разбуди, како што можеме да видиме, по големиве органи во Америка дека треба да се одлучи околу ова. И тоа не да се одлучи негативно, затоа што овие само ќе си заминат. Они се свесни дека на овој начин они губат. Значи да видиме реални. И уште еднаш ќе напоменам дека големата слика е многу поголема од она што моментално го гледаме. Овој фат моментално, погледнете го од друг аспект. Ова е фат, но ова е фат за да се направи регулатива за ова што моментално ние чекаме да биде регуларно и да биде достапно на пошироката јавност веќе уште од 2013-14 година. Сега не ја, некој чека, јас чекам од 2018. Поентата е што се случуваат тие големи работи кои што ние можеме само да ги сонуваме во 2018 и 2019 година. Се разбираме? Значи, посебно за оние кои што се нови на пазарот не разбираат колку е ова големо. Ние не можеме да разговараме за никаков тип на адаптација. Најголем достиг беше што на Мајами конференцијата во 2020-2021 излезе, островскава држава да каже дека го прифаќа биткоин како валута. Што беше најголемо достигнување. А сега најголемите држави во светот разговараат за потенцијална крипторегулатива. Имате огромни држави како Саудиска Арабија, Обединетите Емирати, Англија, Франција, Јапонија, Хонг Конг во оваа ситуација кои што се борат за тоа кој ќе земе поголем дел од оваа индустрија која што моментално се развива. Така да не го гледате ова само негативно, ова е само една негативна стапка во многу позитивен пат. Барем јас така го гледам, нормално, секој од вас треба да учи за себе. Само ви кажувам, гледајте го ова историски, значи не заборавајте како сме стигнале до сега и колку било тешко да дојдеме до оваа релевантност каде што големи органи веќе немаат друг избор освен да разговараат за нас. Пред тоа беше као пуцни ги на страна овие некои течишта сега во подрум разговараат за некои програмирање. А сега немаат избор. Сега сме главна тема во Конгресот на Америка. Значи замислете до каде е стигната работа. Дополнително мораме да напоменеме дека 4 големи победи се случија на криптосекторот против СЕК. Првата и најбитна е нормално Хинмейн мейловите. Значи, уште не разбирате колку е тоа големо. Ке разговараме со оглед на фактот дека имаме едно мало кратко видео кој што сакам да го споделам со вас, каде што детално ќе може да погледнете колку се истите битки. Но за тоа во следниот сегмент само прво да кажеме што моментално се случи и што вие на некој начин можеби сте пропуштиле. Втората битна работа е тоа што моментално Coinbase, се сеќавате дека Coinbase има подпишано петиција заедно со останатите менувачници, каде што е пратена оваа петиција со, не знам таму, 40 или 50 или повеќе прашања, како и да е, не против, туку на Комисијата за хартија од вредност, кој што треба да ги одговори со да или не, со цел да им даде некакво појаснување за тоа како да одредат кои коини и токени се хартија од вредност, а кои не се. На тоа Комисијата за хартија од вредност одбива да одговори и праќа практично тужба против Coinbase. Сега моментално нормално Coinbase го тужи, ја тужи Комисијата за хартија од вредност пред суд, каде што судот моментално повторно му напоменува на Комисијата за хартија од вредност дека мора да даде рок во кој што ќе одговори. Нормално, знаете и сами, истата ситуација која што беше и со Хинмейн мейловите, каде што 7 пати судот требаше да му нареди на Гери Генсдер и Комисијата за хартија од вредност да ги предаде овие мейлови пред конечно тоа да се случи. Исто и во оваа ситуација. Значи во оваа ситуација веќе му е наредено и он повторно се обидува да најде како да избегне и да не одговори. Но нема бегање. Поентата е што веќе судот му наредил дека мора, ако ништо друго, барем да даде рок во кој што ќе одговори на оваа, да речем, оваа петиција, ова прашање, така. Значи тоа е исто така многу битна, добра работа која се случи и последната која се случи е тоа што моментално официјално, значи борбата против Binance е во на некој начин почетна фаза во корист на Binance, со оглед на фактот дека првите барања на СЕК да се направи блокада целосна на Binance, да се замрзат неговите средства и да се затвори Binance US е одбиена со тоа што, значи, гледате што кажува судијата.
Absolutely not needed. Значи не кажува не знам можеби, туку воопште не е потребно такво радикално делување, затоа што тоа би можело само да предизвика уште поголема паника на пазарот. А Комисијата за харти и вредност во прв план треба да биде заштитник на инвеститорите. Како вие ќе ги заштитите инвеститорите со воведување на дополнителна паника на пазарот? Значи толку треба да сте ретардиран од нула до Гери Гензлер за да може ова да го направите на овој начин. И очигледно судот му кажува дека тоа така не може. Сега, и дополнително оно што сакам да го спомнам е тоа дека значи ова е CEO на Circle, односно нели вториот поголемина стейблкоин USDC, кој што кажува дека официјално моментално комисијата, Конгресот на Америка работи активно на регулатива. Значи ова е само дел од таквата изработка на регулатива каде што дел од овие комисии работи и понатаму на добивање дополнителни информации со цел да направи соодветна регулатива. Ако вие сакате да направите бан на нешто, ќе направите бан, крај, тоа е тоа. Нема што да разговараме. Што значи дека се обидуваат да направат позитивна регулатива. Така, значи за негативна регулатива многу едноставно е банирате и тоа е тоа. Очигледно, кога веќе ги повикуваат ваквите лица како што е моментално CEO на Avalabs и CEO на Circle, сакаат да направат соодветна регулатива. Со тоа што веќе работат на тоа, знаете и сами, нормално ќе има прво, нели, веќе работат активно на тоа, на регулатива на стейблкоини, која што е за нив многу битна, затоа што стейблкоините директно задираат во нивниот преценет долар, односно тоалетната зелена хартија, која што толку е битна. Така да, нормално, дека тоа ќе биде првата регулатива, нормално понатаму очигледно, значи кога овие луѓе окажуваат тоа значи дека навистина работат на активна крипто, зборуваме крипто, значи не зборуваме околу, туку крипто регулатива. Така да, ова е тоа што ги тера моментално, каде што немаат избор веќе. Моментално има многу држави заинтересирани за криптосекторот и ако они продолжат и понатаму да игнорираат, само ќе се пресели овој сектор. И уште еднаш ќе напоменам, како што треба да гледаме од аспект на регулатива, каде што сега мораат да разговараат за регулатива, што е многу позитивно ако гледаме долгорочно, од каде сме биле, каде сме стигнале, истата ситуација и овде. Значи, ваквото игнорирање ќе предизвика краток рок, можеби пад на цената и стагнација на биткоин на криптосекторот, но децентрализацијата која што ќе настане, каде што еден проект ќе отиде во Казахстан, друг ќе отиде во Обединетите Емирати, трети ќе отиде во Франција, четврт во Англија, понатаму прави да не може да правите вие ваков тип на хајки, како што моментално на Гери Генслер го текнало да прави блокада. Слично на ова би напоменал дека ако сега не знам, ако сте во крипто сигурно го знаете. Значи на почетокот зборувам сега нели јас не сум бил присутен за ова. Значи зошто велат не е бул маркет ако Кина не направи бан на крипто индустријата. И во првиот бул маркет 2013-2014 година се случило прв пат Кина да банира некаков аспект на крипто. Но како се движи времето и како Кина повторно банира, се помал и помал ефектот на криптосекторот, односно се помалку се паѓа во цена како на биткоин, така и на останатите криптовалути. Истата ситуација можете да забележите и во последниот пат кога значи Илон Маск прво направи голем памп на пазарот во средината на 2021 година, кога бевме во најголемиот дел бул маркетот, за потоа да направи дамп на пазарот во кој што каже дека нема да може да се купува Тесла со биткоин, затоа што биткоин не бил доволно зелен. И тогаш имавме огромен фат на пазарот и цената на биткоин многу падна, зборуваме некои 20% ако не и повеќе. Но како понатаму истиот продолжуваше со глупости и таков тип на некои безвеза коментари, така се помалку уствари пазарот реагираше. Така да време му треба на пазарот да се навикне на ваков тип на, да речем, нов фат, како што е во оваа ситуација фат од сек. Како повеќе ќе се движиме натаму, се помалку пазарот ќе реагира на вакви глупости од страната на сек, затоа што пак ќе напоменам, значи Америка е една држава, Америка не е цел свет, што значи дека ако Америка го тужила Бајден со ЕС, тоа е проблем на американците, тоа не е проблем на целиот свет. Тоа сакам да го сватим. Сега, битниот дел кој што мораме да поминеме преку со сигурност е тоа што морам значи да ви покажам моментално што се случува со Хинмен мейловите и зошто се битни за целата индустрија. Значи оние кои што гледаат ова видео не го правам само за Ripple. Ова е за целата индустрија, за да ви стане јасно колку моментално имаме нејасност во целата индустрија. Then SEC Director of Corporation Finance William Hinman gave a high-profile speech where he declared that a token is not a security. Ева сега. Значи, дедово, уште еден од гериатрија 7, ХЦ, значи во тоа време е директор на финансиски сектор. Не е ни бит голема, да речем, знаете дека они имаат различни тип на сектори нормално во хартијата за во Комисијата за хартија и вредност,
каде што една од главните позиции е буквално он, значи овој Хинмен. Така да, истиот дава моментално изјава на, да речам, телевизија во тоа време дека Етериум не представува хартија од вредност. Сега, ваквиот говор дека Етериум не представува хартија од вредност, дополнително ги на некој начин збунува, тоа ќе се каже и во самото видео, значи сите учесници во криптосекторот во американската држава. Така да, на ова видео треба само да ви каже колку моментално корумпирано се однесува значи самата комисија за хартија од вредност и колку неорганизирана е внатре, а очекуваат дека останатите луѓе и проекти во криптосферата треба да знаат кои се правилата и како, нели, треба да се водат по тие правила. When it becomes, quote, sufficiently decentralized. But internal emails and documents show that senior SEC officials repeatedly warned Hinman that his speech wasn't true to the law and would greatly confuse the markets even more than they already were. Значи, внатрешните членови и останати, да речем, клучни сектори и нивни директори го предупредувале. Тоа е уствари оваа комуникација, за комуникацијата е масовна, значи голема е, многу е масивна, и има еден куп внатрешни разговори помеѓу овие, да речем, различни сектори, каде што му напоменувале многу пати дека она што сака да го каже е противправно, дека не е во склоп со правото кое што моментално е активно и дека само ќе донесе поголемо збунување на целиот пазар. Тоа што моментално е активно во целиот пазар. Now, after more than 2 years and 7 court orders, we can finally share some of what we found in the Hinman speech documents. Значи, после 2 години, откако нели се добиени, и 7 наредби од судот да ги предадат овие документи. Че гледате колку се битни, колку се клучни овие документи за целиот криптосектор. Значи, 7 пати судот му наредува на СЕК да ги предаде овие документи. The SEC head of trading and markets warned Hinman that he was making up factors that, quote, go beyond the typical Howey analysis. Значи, некој од тие посебни сектори и негов директор го предупредил во еден од мейловите дека моментално она што он го кажува како правило за Етериум, затоа што него така му одговара, оди надвор од овој тест кој што треба да биде практично тестот по кој што се утврдува дали определено добро е хартија од вредност или не. As in not in the law, and that the speech could lead to not just confusion, but greater confusion on what is a security. И самиот му кажал дека ако продолжи така, ќе направи уште поголема забуна за тоа што представува, а што не представува хартија од вредност на пазарот, посебно од криптосектор. Hinman ignored him. If the network on which the token or coin is to function is sufficiently decentralized, and the purchasers no longer have a reasonable expectation that a person or a group is going to carry out essential managerial or entrepreneurial efforts, those assets might not represent an investment contract. Значи, моментално, он го игнорирал тоа што му било кажано од останатите колеги и кажува, значи ова е буквално негова изјава, каде што најавува дека Етериум не представува хартија од вредност, дека доколку одредена мрежа во оваа ситуација или добро, како што е Етериум, е доволно децентрализирана и оние кои што го поседуваат не очекуваат дека поради работата и напорот на дел од тимот на овој проект ќе добијат као демек профит, значи нема да представува хартија од вредност. The same official told Hinman he should tie his speech, quote, more closely and explicitly to the Howey analysis. Значи, се барало од него од друг и водистиот овој директор, значи друг директор во комисијата за хартија од вредност, да се води исклучиво од Howey тестот, од оној тест за утврдување дали нешто е хартија од вредност. Hinman not only ignored him, but deliberately created factors beyond those identified by the Supreme Court in the Howey case. Значи, не само што го игнорирал, туку и додал фактори кои што нема никаква поврзаност со самиот Howey тест. I wanted to just note a few things. This list is not meant to be exhaustive, but these are things that we look at. The SEC's own general counsel warned specifically that it's legally irrelevant if someone retains a stake in a token and is motivated to take action to increase its value, and that Hinman should delete it from the speech. And once again, Hinman ignored them. Значи, тоа што дали очекуваат или не очекуваат од оние кои што се уште имаат Етериум дека нели акциите на некој од тимот ќе донесат профит или не, треба да биде изземено од одговорот. Тоа му било побарано, но тоа и он истиот го игнорирал, нормално, очигледно, повторно. And said without any legal support that it was important to ask. И без никаква правна поддршка и понатаму сметал дека тоа според него е нели правилно, дека е правно поддржано. That person or group retained a stake
or other interests in the digital asset such that it would be motivated to expend efforts to cause an increase in the value of the digital asset. Both Trading and Markets and the General Counsel also disagreed with Hinman's belief that if a network was sufficiently decentralized, information asymmetries would no longer exist. Значи, он се води од ова што моментално го кажува, дека доколку мрежата, посебно на Ethereum во оваа ситуација, е доволно децентрализирана, дека наводно автоматски не се рачуна да биде веќе хартија од вредност. И во оваа ситуација, значи, он тоа го користи за цел да каже дека Ethereum е доволно децентрализиран и не представува хартија од вредност. Со тоа што нормално другите членови во Комисијата за хартија од вредност не се служувале. Noting that a network creator would likely have more information than a retail holder, using Vitalik Buterin as an example. They warned Hinman that by creating this, quote, other category and focusing on information asymmetries, he was exposing a regulatory gap that Значи, со таквиот тип на излагање дека ако е доволно децентрализирана, практично нема да спаѓа под Хауи тест и под хартија од вредност, он буквално прави регулатори гап, односно представува дупка во законот, каде што наводно ако некој успее да го децентрализира својот проект доволно, ќе има практично исклучок од овој закон, што нели нормално сите би го следеле. Значи, он практично ова не треба да го прави. Он не треба да покаже на останатите проекти како да го обегнат законот. Нели, сега веќе ако гледате од страната на Комисијата за хартија од вредност. the SEC may not have the jurisdiction to fill. Again, Hinman ignored them. As a Дека наводно ако го појаснува тоа така и некој успее да го направи како децентрализирана мрежа, автоматски вие практично избегнувате целосна ингеренција, односно регулативна сфера на Комисијата за хартија од вредност, која што нормално они понатаму продолжил да ја објавува и на тој начин практично ги игнорирате сите што ви кажуваат дека не треба така да прави. network becomes more truly decentralized, the ability to even to identify a promoter or to make the and someone that could actually make the requisite disclosures becomes in many cases difficult or and perhaps much less meaningful. On June 4th, Hinman wrote that he didn't see a, quote, need to regulate Ether as a security, and set up a call with Ethereum's co-founder, Vitalik Buterin, later. Значи, ова е еден од најголемите проблеми. Значи, он не се замара со другите токени, он се замара исклучиво со Ethereum и вели дека он според него не гледа причина зашто треба да се регулира Ethereum и дека, пазете, ќе направил повик до Бутерин, значи ќе разговарал со него, со цел Бутерин да му објасни во однос на самата мрежа. That week to, quote, confirm our understanding. Да потврди дека добро разбрал дека Ethereum не треба, значи он треба да го праша Бутерин дали добро разбрал дека не треба да биде регулиран Ethereum под законот за нели Хауи тест, односно Комисијата за хартија од вредност. On June 11th, the SEC's own general counsel advised against including any direct statement about Ether in the speech. Значи, веќе го опоменале дека не смее да спомнува Ethereum во својот говор, затоа што на тој начин вие буквално преференција давате, значи вие преферирате некого на пазарот за разлика од останатите токени, така? Because it would be difficult for the SEC to, quote, take a different position on Ether in the future. Во превод му кажуваат дека ако сега моментално кажеш дека не е хартија од вредност, автоматски во иднина не можеме да завземеме друга позиција, односно да го нападнеме Ethereum, затоа што веќе некој од Комисијата за вредност кажал дека Ethereum не е хартија од вредност. Значи тоа е крајно непрофесионално што моментално го прават. The next day, Trading and Markets wrote that the statements about Ether were, quote, likely to create more confusion. Дека наводно со ваквата ситуација, значи го поменуваат, тоа се други колеги негови што му кажуваат дека не треба да ги прави овие работи, они понатаму продолжуваат. И со тоа ќе направи уште поголемо збунување на пазарот што моментално се уште трае. Hinman ignored all of them and decided to make headlines, picking winners and losers instead. Тоа е најголемиот проблем. Што он на овој начин буквално обрал кој ќе победи, а кој ќе изгуби. Вие на тој начин сте му дали на Ethereum предност пред сите други токени и затоа моментално Ethereum е недостижен со маркет кап и е пута 4 од најголемите маркет капови, буквално поради ова, затоа што оваа гериатрија екипа му дала предност затоа што нив така им одговарало. Пред некој добро го платил за тоа. Putting aside the fundraising that accompanied the creation of Ether, based on my understanding of the present state of Ether, the Ethereum network, its decentralized structure, we believe current offers and sales of Ether are not securities transactions. Ова е тој фамозен говор, каде што вели дека иако можеби почнал како security, со оглед на фактот дека имала ICO,
Понатаму со неговата децентрализација, сега веќе не го смета заради неговата децентрализација да биде хартија од вредност. Emails show that Hinman knew he wasn't following the law. He knew he was making things up. And he knew that his speech would result in greater confusion in an Значи тоа е тоа што постојано луѓето кажуваат. Значи, они помеѓу себе не можеле да се договорат. Значи, еден директор кажува што ќе му текне, другите го опоменуваат, значи знаел дека не оди според законот, знаел дека се измислува работи кои што ги нема во законот, како децентрализација и останатите работи кои што ги спомнавме, и знаел дека ваквиот говор само ќе донесе дополнителна конфузија во целиот пазар, но да не заборавиме, ова е дебело платено, не за џабе го операт само Етериум, да бидеме реални. already confused market. But Hinman went ahead with the speech anyway. And the SEC, despite knowing all this, touted the speech repeatedly. The SEC chairman himself pointed market participants to the speech. Bill Hinman recently outlined the approach we take to evaluate whether a digital asset is a security, and I encourage you to take a look at Bill's speech, which is available on our website. Овој циган што го тужеше Ripple и си отиде, значи Джейк Лейтон е пред Гери Генслер, значи истиот овој циган што го тужеше Ripple на последниот ден на работа и си отиде и го остави Гери жабата да се замара, вели: Бил Хинман многу добро кажа како да се определи што е security, а што не е, значи што е хартија вредност, а што не е, и би ве замолил да го погледнете неговиот говор. А во мейловите кажуваат како уствари тоа што го прави противзаконски. Како останативе луѓе на без разлика дали се физички или правни лица во овој пазар, би имале јасност на пазарот ако они помеѓу себе не знаат што се случува. The SEC knew the speech didn't follow the law. The SEC knew the speech would create greater confusion. And the SEC knew Hinman was making things up. So why is the Hinman speech still on the SEC's website? Значи, сите овие луѓе што го предупредувале знаеле дека прави криминал, дека ова што го прави не е право, туку е измислица. Зошто и понатаму е вика истиот говор вика на нивната официјална страна вика се уште стои вика говорот, така. Значи пак ќе кажем ја, Комисијата за хартија од вредност сами не знаат кај тера, а не па да знаат луѓе во крипто секторот. Така да ова е очигледна хајка и затоа се надам дека конечно Конгресов ќе се соземе и ќе направи нешто позитивно како да го отпушти жабокот и да ги уапси овие двајца аморони што направија глупост со Ripple и со останатите нели учесници на пазарот и да заврши целосно значи нели целото ова зебанција. Why was it ever allowed to be given at all? And why has the SEC pushed a policy of regulation by enforcement, falsely insisting the rules are clear? Значи како може да правите вие јасно значи хајка и нели rule by enforcement, односно нели со сила практично го спроведуваме право, кога право нема. Они не знаат помеѓу себе што е право. Значи очигледно, јасно и јавно кажано од самите мејлови. Затоа и кажам, ја мислам дека допрва ќе добиеме позитивна ствар од овие мејлови, затоа што и сите овие мејлови сега ќе се најдат пред Конгрес, ќе бидат официјален доказ како и на Ripple, така и на останатите компании кои што ќе бидат тужени од страна на SEC. Така да останува да видиме, ова може да биде многу позитивно за целиот крипто сектор, но нели, мораме да видиме како се тоа ќе се одрази. Во глобала истото беше доста позитивно за Ripple, но истиот доби дамп наместо памп, како и да е. Значи јас си понатаму држам и нема сигурно да го продадам, без разлика каква ќе биде одлуката. Идејата е дека ова само дополнително покажува дека навистина Ripple бил во право и дека е голема веројатноста, екстремно голема веројатноста дека ќе победи во овој случај. Така да останува да видиме што ќе случи со тоа. Во меѓувреме, како што напоменав, за жал, наместо да добие памп и да испадне од овој маг формација, значи ова кафе формација шолче, и за жал добивме обратна ситуација во која што направивме ликвидација, значи порасна 6% и доби дамп затоа што некој очигледно чекал на ова и направил солиден профит и нормално си продал. Сега како се тоа ќе се одвие понатаму ќе видиме. Битно е да видиме што ќе случи денеска. И уште последната работа која што сакам да спомнам е зошто направивме дамп на целиот пазар наместо памп, е тоа што моментално неделната свеќе заврши под 200 неделната средна вредност, која што кажавме дека е една од најбитните зони на поддршка кога станува збор за следен bull market, она што го покажувавме во претходниот bull market во 2019 и 2020, потоа истото и во 2014 и 2015 година. Така да, со оглед на фактот дека ова е многу битно ниво на самиот биткоин,
Значи, ваквото паѓање под истото на неделно ниво, оваа свеќа, направи да сега треба повторно да се обидуваме да пробиеме над ова зона на поддршка. И моментално цената се задржи на долната граница на Bull Market Support бендот, но горната граница на Bull Market Support бендот заедно со 200 неделната средна вредност, заедно со 38,2 Фибоначи секвенцата, моментално представуваат отпор кој што вчера направи ликвидација, откако направивме овој памп, добивме ликвидација поради овие нивоа над нас, односно многу луѓето земале профит очигледно. Значи тоа е моменталната ситуација. Уште еднаш ќе напоменам, значи ова се само краткорочни, како што кажав, технички анализи. Моментално сме многу добро, да речам, коригирани на самите индикатори, затоа малку повеќе во следната техничка анализа. Денеска само сакав да напоменам што се случуваше во неколку дена, да имате идеја што моментално се случува и што треба да следите. И нормално денеска проследете го видеото за Федералната резерва и нивната пресконференција во однос на rate hikes. Како што кажавме, ќе биде ставено во самата дескрипција, значи видеото на финансиските Комитетот на финансиски услуги, каде што може да погледнете што случуваше на последното случување за правење регулатива на криптосекторот. И се надевам дека ова ги разјасни работите во однос на моменталната ситуација. Повторно, останало да видиме како се ова ќе се одвива. Генерално, на макроплан, целата оваа ситуација е крајно позитивна, затоа што ова се само на некој начин последните шкоти пред да добиеме јасност на пазарот и после тоа верувам дека ќе биде конечно она глобална нотација која што постојано ја чекаме. Така да проследете го видеото денес и нормално нашиот тим ќе учествува на Crypto Hub Малта. Денеска има интересно предавање во однос на AI и корелацијата со криптосекторот. Така да тоа е една од активностите кои што имаме за денес. Доколку има нешто интересно, нормално ќе го споделиме како посебно видео на нашиот канал. А за потенцијална соработка, како што разговаравме за потенцијална дебата, тоа ќе се случи некаде во иднина. Така да, со ова нормално го завршуваме ова кратко видео денес, иако не беше повторно кратко, но нели, се обидувам, тоа е тоа. Како и секогаш, ако ова што го правиме ви се допаѓа, ако нели мислите дека е позитивно, споделете го со останатите македонци. Каналот е за македонци, ќе биде за македонци и секогаш ќе работи за македонци и нели самиот канал сето она што го правиме бесплатно. Идејата е да се прошири оваа едукациона материја до што повеќе македонци со цел да бидат информирани и едуцирани за моменталната ситуација на криптосекторот и за следните циклуси на биткоин бул маркетите. Така да ви благодарам, имате добар ден и како и секогаш се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGimich.